Во Законот за даноците на имот е уреден начинот на оданочување на данокот на имот. Овој данок се плаќа за недвижност која што не спаѓа во листата на недвижности за кои што се ослободени од обврска за плаќање данок според овој закон. Даночната обврска настанува со денот на стекнување на имотот или со издавањето на одобрението за употреба на недвижен имот од надлежниот орган или од денот на отпочнување на користење на имотот од страна на обврзникот на данокот. Откако даночната обврска настанала, градоначалникот на општината, најдоцна до 31 март во годината за која се утврдува данокот на имот, донесува решение за висината на данокот на имот и истото му го доставува на даночниот обврзник. Овој закон, односно Законот за даноците на имот, исто така уредува два рока на застареност во однос на правото на утврдување на данокот и во однос на правото на наплата на данокот, заедно со наплата на трошоци за присилна наплата. Така, правото на утврдување на данокот застарува за 5 години по истекот на годината во која требала да биде утврдена висината на данокот. Преку пример, тоа би значило дека доколку данокот требало да биде утврден во 2018 година, а тоа не било сторено, неговото утврдување може да се направи во наредните 5 години, односно до 2023 вообичаено до крајот на март во таа година. Од друга страна, правото на наплата на данокот застарува исто така за 5 години по истекот на годината во која требало да се изврши наплатата. Во секој случај, Законот за даноците на имот уредува и уште еден апсолутен рок на застареност, било да се работи за правото на утврдување, за правото на наплата и слично, што изнесува 10 години од истекот на годината во која што данокот требало да се наплати, односно да биде утврден.